Ангјушев негира дека го убедил премиерот Заев да го врати рамниот данок во земјава и дека на овој начин ги штити исклучиво интересите на бизнисот, а не на граѓаните. Одлуката ја видел дури на владина седница, а одговорност имало исклучиво Министерството за финансии. Вели дека негов личен став било да не се одложува оданочувањето на каматите на штедните влогови во банка, а наплатата на данокот на капитални добивки требал да се пролонгира за да заживее македонската берза. Мојот личен став беше дека тоа можеби и не е добро да се одлага, бидејќи на тој начин е добро да луѓето ги стимулираме да парите не ги чуваат во банките, иако пак и тие пари што се во банките се депозити за развој на економијата. Даночењето на капиталните добивки апсолутно значи сум тоа да се одложи. Зошто? Заради тоа што ние сме млада берза, треба таа берза допрва да заживува и на берза, освен тоа што се добиваат средства, па тие да се даночат, нели? И на берза може и да се изгубат средства, нема гаранција на добивката на средства, така да сите млади економии го направиле тој чекор. Вчера лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски критикуваше дека овој потек бил потврда за погрешните економски политики на власта, која не одговорила кој ќе му ги надомести на стопанството штетите од прогресивниот данок настанати во изминатите 10 месеци. Според професорот Трајко Славески, СДСМ е во идеолошка конфузија. Тој вели партијата имала 4 години да ги предвиди сите последици од даночните промени, а не дури сега да признае дека има даночни затајувања, селење на капиталот, поскапување на кириите поради погрешните политики. Новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе мора веднаш, како една од првите мерки да му предложи на парламентот укинување на оваа мерка, не нејзино одлагање за 3 години. И на крај да заклучам дека, како што видовме вчера, премиерот господинот Зоран Заев се правда дека честно постапиле што си ја признале грешката. Господине Заев, македонските и сите граѓани што живеат во Република Македонија, воглавно се честни, освен во случаите кога насила со непромислени законски решенија и мерки се принудени нив да ги заобиколуваат во борбата за гола екзистенција. Вице-премиерот не искоментира зошто целата вина владата ја префрли врз поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски, кога амин за политиките дадоа и СДСМ и коалиционите партнери во власта. Тевдовски праша дали со овој потек неговата матична партија престанува да биде социјалдемократски настроена, а неговиот поранешен советник Бранимир Јовановиќ обвини дека СДСМ вака докажала дека се грижи само за богатите, а не и за посиромашното население.